Амбасадоре, благодарам за тоа што ни гостувате во Дневникот на македонската телевизија. Деновиве нон-пемперот на Франција, фамозниот документ кој што предизвика доста реакции и овде, дури и политички потрес може да се каже после ветото на последниот самит. Дали Франција останува на она што го стави на хартија, особено што Берлин, например, имаше резерви во однос на тоа дека овој документ, оваа предлог стратегија ќе го забави процесот на проширување на Унијата? Добар ден. Мерси pour cette occasion de clarifier les choses. Благодарам што ми дадовте приликата да ги појаснам работите. Прво, немаше француско вето, туку сваќање дека состојбите не се воопшто задоволителни за проширување на Европската Унија. Таа состојба не беше задоволителна поради повеќе причини. Прво, затоа што самите држави треба да бидат спремни, а ние немаме чувство дека сме спремни. И второ, не сме спремни да абсорбираме без некоја разлика во пристапот за да ги примеме овие земји. И за нас големото прашање дали може би не одиме кон ќорсокак, односно примерот на одредени држави кои што се веќе членки на Европската Унија, но чија што младина и понатаму заминува, бидејќи судството не функционира така како што треба според граѓаните. Тоа е првиот проблем. А второто прашање е поврзано со земји кои што веќе преговараат, но преговараат веќе години, и тоа значи дека може би постои сценарио кое што ќе се воспостави, и тоа турско сценарио, ако може така да кажеме, односно отворање на преговори и пат кој што е бесконечен. И затоа сакавме да дадеме политички знак до владата и до граѓаните, но потоа ништо не се случува. Затоа ние посакавме да го покренеме ова прашање. Некои од нашите партнери се на размислување дека сепак требаше да се отворат преговорите, да се отворат за едната земја, за другата или за двете земји заедно. И дојдовме нели до таа состојба, барем до една француско-германски постигнат договор, сепак не се постигна едногласност. И затоа рековме дека ни е потребно време да размислуваме за нова методологија, и кај нас идејата е непроменета, дека местото на земјите од Западен Балкан е во Европската Унија, но може би не преку преговори кои што ќе траат бесконечно. Оно што ние го предложуваме и многу брзо го предложивме, затоа што свативме колкаво е разочарувањето, подготвивме нон-пейпер за кој што ќе треба да се разговара, и посакавме истиот да биде доставен и до засегнатите држави, особено Северна Македонија, и почнавме дискусии кои што ќе завршат кога новата комисија ќе биде назначена, новата Европска комисија, и ние посакуваме да одиме многу брзо, доколку е можно да се усогласиме за новата методологија за до крајот на месец јануари и да се обидеме возот повторно да го вратиме на шините. Но не воз кој што ќе вози на лице место, туку воз кој што ќе стигне до крајната цел во станицата. Добро, она што остана исто нејасно е на кого се однесува овој документ. Дали можеби не ги фаворизира државите кои што веќе преговараат, еве Србија, например, која што е историски пријател на Франција. На кого се однесува овој документ? Појдавно мислиме на сите засегнати држави, односно на Албанија и на Северна Македонија. А потоа треба да се реши и прашањето за судбината на оние кои што веќе почнале да преговараат и кои што се наоѓаат сега, можеби не ќе кажа во ќорсокак, туку тапкаат во место. Имаат спроведена работа, но таа работа треба да биде вреднувана, и тоа се технички работи, и треба да се разговара со засегнатите држави, но за овие технички аспекти новата комисија ќе даде предлози. Председателот Макрон мощно тврдо, или така се доби впечаток во јавноста, инсистираше на пакет за две држави.
Што исто така чудно затоа што постојано Европската комисија и Унијата во минатото повторуваа дека ќе се оди на заслуга на секоја држава поединечно. Особено што истакна едно безбедносна дилема дека ако оди само Македонија, ако се добие датум за преговори, а не Албанија, тоа ќе поттикне некакви безбедносни ризици. Што сакаше да каже со ова? Прво, мора да бидеме свесни дека не бевме единствените за тој став да не се раздвојат двете земји, туку да почнат истовремено. Второ, прво затоа што тој регион е огромен и сето она што ќе значи делење, раздвојување, ќе биде за жалење, затоа што треба да констатираме дека заслугите не се исти во двете земји, секој треба да биде компетитивен и доколку имаме нова методологија, во рамки на таа методологија може да се постигне позитивна конкуренција, но треба методологијата да биде коректна. Да се однесат двете земји во ќорсокак не е добра работа. И затоа ќе кажам дека постојат размислувања и ние бараме во двете држави да се спроведат дополнителни реформи и во Албанија треба да се спроведува до крај судската реформа која што отпочната, а овде од наша страна има одредени барања, особено за борба против корупцијата и за судбината на СЈО и трансферот на тие предмети во редовното обвинителство. Станува збор за важни прашања. И сега прашањето е отворено. Тоа значи дека следиме се што се случува на теренот. Прва работа е самите ние европејците да се договориме за добра методологија и затоа искуството од новата комисија ќе ни биде мощно корисно, но и политичкиот поттик од госпоѓа фон дер Лајен, кој што ќе биде мощно корисно, и го почитуваме ентузијазмот со кој што таа го почнува својот теки работа и ние сме на нејзина страна и само ќе кажам дека постои надеж во регионот, ние ја обновуваме играта и се надевам дека сето тоа ќе не донесе до добра разрешница. Отворањето на преговорите е една работа, а потоа да почнат преговорите и да завршат е друга работа, затоа што и ние европејците имаме работа и мислам дека секој паралелно ќе треба да си ја спроведе својата работа. Реформите треба овде да продолжат во владењето на правото, а ние од наша страна треба да ве подготвиме и да подготвиме систем кој што функционира. А председателот на Републиката токму и на тоа инсистираше, затоа што нема смисла да се додаваат земји кои што имаат собствени проблеми во една европска изградба која што самата по себе има потешкоти и кои што не се решени. И паралелно, она што ние го посакуваме е уште од сега да се најдат дополнителни средства за овие земји, затоа што знаеме дека треба истите и да се придружуваат. Не станува збор за чисто отворање на преговорите само по себе, туку треба да се додели дополнителна помош, особено пристап до структурните фондови. За тоа треба да разговараме и со нашите германски пријатели ќе треба да се дадат повеќе пари. И можам да разберам дека нашиот проект бара многу и бара и одговор од другите европејци, затоа што ќе треба овој проект да биде издржан, затоа што идејата е да стигнете до пристаништето, а не само да се отворат преговорите само поради тоа и да се слави една ног, за кој што и јас сакам да учествувам, но јас би сакал многу брзо и да учествувам за неколку години до прослава за полноправно членство. Ако ги ставиме на страна овие дилеми реформи во Европската Унија, па потоа проширување, ги следите состојбите во Македонија, како ви се чини, има ли шанса нешто да се смени во насока на тоа да се добие датум за преговори во април, како што многу мина очекуваат? Alors, je pense qu'il faut qu'il y ait encore du travail qui soit réalisé. Дека треба уште да се подготви, има уште работа, затоа што воопшто не е едноставно во пресрет на изборите, но има се уште простор и ние се уште се надеваме дека ќе се донесе решение, односно закон
за пренесувањето на предметите за кои што досега беше надлежно СЈО. И јасно е дека нема да влезете во европска изградба во која што нели ќе цути корупција и неказливост. Не бараме веднаш резултати во таа област затоа што знаеме дека реалноста на реалноста е потребно време, но неопходен е напредок и треба и големите политички партии да покажат вистинска волја да се постигне успех, а не само да се организира амнестија. Добро, и самиот датум е на некој начин притисок и за властите, и за опозицијата и така натаму. Повеќе може би символичен, но и добар инструмент да се врши притисок. Може би затоа и се свати француското некако вето на самиот. Сосема кусо на крај, деновиве се појави уште еден нон-пейпер, сега француско-германски, за одржување конференција за иднината на Европската Унија со конкретни термини 2020-2022. Дали е комплементарен овој со претходниот нон-пейпер и дали нешто ќе смени во таа смисла, ќе забрза можеби? Тоа докажува дека добро се согласуваме французите и германците, особено на долгорочен план, но и на смислата за секојдневна заедничка работа во изградбата на цврста и одговорна Европа, но и Европа која што ќе биде способна да се шири на конкретен начин. Тоа ќе биде навистина работа во која што ќе имаат пристап и граѓанското општество, сите политички партии, сите чинители во државата, и од тоа ќе произлезат конкретни идеи на европски граѓани кои понекогаш имаат одредени страдувања од проширувањето, од социјалниот надпревар, затоа што плата од 1500 евра и плата од 400 евра создава возможно ривалство и постојат серија на точки за социјална и економска усогласеност, кои што се сложени прашања и со кои тешко се управува, доколку не управуваме со нив, младите ќе продолжат да заминуваат дури од земји кои што се земји членки на Европската Унија. Вие тоа добро го знаете и ќе треба да се позанимаваме со сите овие тешки прашања и прашања за кои што ќе мора да се запрашаме и за средствата кои што ќе може да ги дадеме во служба на Европа за постигнување на голема еднаквост и хомогенизација во однос на светската конкуренција. Големата идеја на нашиот председател е дека Европа треба да се зајакне за да може да се соочи со заканите или надворешните ривалства и Балканот треба да бидат предност, а не дополнителен товар. И тоа е од суштинско значење и сметам дека размислувањето кое што ќе го водиме ќе ни овозможи да разговараме на маса за одредени конкретни проблеми кај јавното мислење, затоа што на крајот нашите собранија преку референдум и граѓаните кои одлучат за вашето членство. Затоа треба на маса да се разговара за сите овие теми, да се истакнат предностите, но исто така и геостратешкото значење. Потребен е стабилен Балкан, Балкан близок до нас, за да може да успееме во европската изградба. И сакаме успешна приказна, а не приказна која што тапка во место како што беше до сега. Да, ова особено ќе има смисла ако се забрза целиот процес, затоа што некои генерации овде немаат време многу за чекање. Ви благодарам за овој интервју. Ја благодарам.